Почитуван господине Зоран Заев, председател на владата на Република Македонија, почитуван господине Кристијан Даниелсон, генерален директор за соседски политики и преговори за проширување во Европската комисија, почитуван амбасадор на Европската унија во Република Македонија Самуел Жбогар, почитуван господине Христос Спиртис, министер за инфраструктура и транспорт на Република Грција, Ваши екселенции, почитуван вице-премиер Анџушев, министр Тевдовски, градоначалници почитувани, директори на јавното предпријатие за државни патишта. Драги гости, дами и господа. Денес означуваме завршување на многу значаен капитален инфраструктурен проект за Република Македонија, но истовремено денеска означуваме ново поглавје за Европска Македонија. Од денеска добиваме нова, модерна и безбедна автопатска делница, прва од овој тип на Балканот. Овој автопат од Демиркапија до Смоквица, кој е во должина од 28 километри, технички беше најтешката делница за изградба на патниот коридор 10 во Македонија, која поминува низ Демиркаписката клисура и тешко достапниот планински терен по неја. Од тие причини, ова автопатско решение представува најсовремен тип на градба која е изградена по сите светски и европски стандарди. Автопатот располага со по 3 сообраќајни ленти од двете страни, 2 тунели со должина од над километар, и истите представуваат најдолги патни тунели во Република Македонија. Во однос на тунелите, она што сакам да го потенцирам е контролниот центар во Неготино, од каде што се врши 24-часовен мониторинг за целиот сообраќај што се одвива во тунелите. Овој контролен центар представува најсовремено решение за управување со кризни ситуации, од каде се обезбедува управување на сообраќајот во тунелите во реално време. Составен дел од овој автопат се и 6 мостови, од кои 5 мостови се градени со конзолен тип на градба, што исто така представува новина во градежништвото во Македонија. Дозволете ми да нагласам дека овој автопат е проектиран и изграден согласно нормите и стандардите на Европската унија за заштита на животната средина, што дополнително влијае на намалувањето на емисијата на штетни гасови. Истиот ги содржи сите потребни карактеристики за безбедност, што ни дава сигурност дека сообраќајот по оваа делница ќе се одвива побезбедно за сите учесници. Вредноста на изградбата на автопатот изнесува 218 милиони евра за изградба и 10 милиони евра за надзор. Средствата се обезбедени од грант од Европската унија во висина од над 70 милиони евра и заеми од Европската банка за обнова и развој и Европската инвестициона банка. Во оваа прилика би сакал да се заблагодарам на нашите пријатели од Европската унија, но исто така и на другите меѓународни финансиски институции за поддршката што ни овозможуваат за реализација на инфраструктурните проекти во нашата држава. Република Македонија е на добар пат да влезе во европското семејство на развиени и просперитетни земји. Би сакал овој автопат да биде вистински правец за побрза интеграција меѓу најдобрите. Почитувани пријатели, тоа што овој момент е најважно е дека граѓаните на Република Македонија добија модерен автопат граден по сите стандарди. Не сакаме да се навраќаме на ситуации што ги наследивме од претходната влада во однос на изградбата, бидејќи тоа што за нив беше невозможно, ние само за неколку месеци успеавме да го надминеме и да овозможиме овој автопат да биде пуштен во употреба. Уверени сме дека најголема корист од овој нов пат ќе имаат граѓаните на Република Македонија, но и сите други странски државјани кои транзитираат низ земјата и ќе ја користат оваа делница. Во оваа прилика сакам да истакнам дека влеговме во силен инвестициски циклус во изградба и конструкција на целокупната патна инфраструктура во државата. Тоа што е важно за нас како држава е да имаме брз, безбеден и модерен коридор 10, кој на долг рок на земјата ќе донесе економски раст и подигнување на нивото на квалитет на транспортните услуги. Од друга страна, ќе се овозможи побрза интеграција во регионот, а земјата ќе ја направи клучен транзитен центар на Балканот. Во таа насока, сакам да дополнам дека автопатот од Куманово до Миладиновци е реконструиран во двата правци. Автопатот Велес-Катланово исто така се реконструираше во двата правци. Потоа се рехабилитираше оштетената возна лента на делницата Велес-Градско. За 2 до 3 месеци ќе ја завршиме со реконструкција на автопатската делница Неготино-Демиркапија. Рехабилитацијата на делниците Смоквица-Гевѓалија и од Гевѓалија до граничниот премин Богородица е завршена. Што значи дека за неколку месеци Република Македонија ќе има комплетно рехабилитиран, модерен и безбеден коридор 10. На крајот би сакал да им се заблагодарам на сите институции, приватни компании, домашни и странски, поединци и на сите останати кои досега директно или индиректно биле вклучени во изградба на автопатот
и посакувам да имаме и други вакви модерни, безбедни автопати во Република Македонија. Ви благодарам.